Ентериер на селска куќа. Внатрешноста на селските куќи обично е скромна, особено кај постарите приземни куќи. Огништето е најважниот елемент во куќата. Околу него се одвивал животот на целото семејство. На него се готвело, греело и сушело. Најчесто е отворено, поставено во средината на куќата, оградено е со камења, тули или дрвени греди, но исто така се поставувало и до ѕидот, па на тој начин просторот во куќата бил слободен. Таваните имале значајна улога при оформување на интериерот. Кај постарите куќи, таваните не биле обработувани, така што таванската конструкција била видлива. Така се оставале и во приземните простории и на чардагот. Во просториите на катовите, таванот бил или малтерисен, или изработен од штици, од наедноставен до резбарен. Таван, украсен со резба, најчесто може да се сретне во просторија која е централна во куќата и најчесто се користи за прием. Од вградената покуќнина најчесто се сретнува мусандра, која завземала цел ѕид и била поставена спротивно од огништето. Потоа долап, полици, поставени на ѕидовите за чување на садовите за домаќинство. Садовите били изработувани неретко од дрво, од домаќинот на куќата. Се користеле грнени, а најретко метални садови. Најчесто можеле да се сретнат мешарка за месење леб, водник за редење стомни, ноќви за чување брашно и слично. Се седело на три ножци, ниски дрвени столчиња со три ногарки. Се јадело на маса, нарекувана софра, трпеза или синија. Највисока била околу 30 сантиметри и се користела само за јадење. Кога не се употребувала, се закачувала на ѕид. Спиењето било на под, од набиена глина, од двете страни на огништето, преку постелка од рогозина и черги. Потоа се спиело на одар од делкани штици, а подоцна и на дрвени кревети. Облеката се чувала во ковчег или сандак, кој бил украсен со резба. По својата изработка се издвојувал невестинскиот ковчег, кој бил мощно украсен, исто како и невестинската руба која се чувала во него.